Нивото на изборната кампања за председателските избори го допредното. Со леснотија се кажуваат навреди кои досега никогаш не биле кажани на јавна сцена. Особено не од страна на актуелен председател, председателски кандидат, професор. Безидејноста на СРСМ, вела дел од познавачите, е главната причина зошто нивната кампања е не само црна, туку и длабоко загрижувачка по општествениот живот на едно демократско општество. Нивото не само што е спуштено, туку е 20.000 милји под морето. Недостатокот на програма на социјалдемократите, како и недовербата на граѓаните во нив, се чини се причина зошто можеби и Пендаровски, неговиот тим, но и партијата која стои позади него, наместо да промовираат проекти, тие намерно го спуштаат нивото на кампањата, оти немаат што друго да кажат. Не знам кој ги советувал да го спуштат нивото на кампањата, бидејќи на тој начин само губат, го мобилизираат спротивното членство на поголема излезност. Катастрофална грешка во кампањата, меѓутоа имаат повеќе грешки. Едната, значи, се овие навреди, другата се некои од спотовите кои што се тотално промашување. Така што очигледно имаат погрешен советник и погрешно ниво на кампања. Колку и скапо да плаќаат пиер стратези и на кој начин да се плаќани, кампањата која ја водат има погрешна. Според познавачите, со ваквите коментари се чини дека Пендаровски поставува опасен преседан за третманот на жените и постарите лица во јавниот живот, зајакнувајќи ги штетните стереотипи и дискриминацијата. Исто така, ваквото однесување не само што го подкопува достоинството на оваа група на граѓани, туку и ги подкопува принципите на инклузивност и еднаквост вградени во македонскиот устав. Јаневски вели, ваквото однесување ќе влијае негативно врз СДСМ и за председателските и за парламентарните избори. Не знам која им е целта со спуштање на нивото и со навреди кон Силјановска, бидејќи ниту на тој начин ќе добијат некој напределен, ниту ќе го мобилизира своето членство на поголема излезност. Они се во минус од 100.000 гласови и на овој начин нема да го намалат тој минус. Канонадата на недолични коментари започна од страна на Пендаровски. За пред некој ден и неговите поддржувачи јавно да продолжат со навредите. А на тоа председателскиот кандидат не реагираше, а не изостана ниту аплаузи. Откако јавноста бурно реагираше, портпаролката на СРСМ и на Пендаровски, Богданка Кузавска, но социјалните мрежи се правда дека ниту таа, ниту кандидатот за втор председателски мандат не го поддржуваат коментарот на сопартиецот, иако додека тој говореше, тие се смееа.